Почитувани штипјани, драги сограѓани, во Штип реално намалување на невработеноста нема. ВМРО-ДПМН безобразно манипулира кога тврди за нови капитални инвестиции што ќе отвореле нови работни места. Джонсон Контрол во индустријската зона во Штип не се прошири со нови капацитети, туку отвори нов погон каде што се префрлени веќе вработените. Како се живее во Штип и во источниот регион, говори податокот колкумина граѓани од 2006 година го напуштиле родното огниште во потрага по екзистенција во други држави. Тешко не е само за граѓаните, туку и за домашните фирми што се обидуваат едва и да обстанат. Домашното стопанство е на колена. Додека домашните инвеститори се соочуваат со даночни оптеретувања, енормни казни по различни основи, затворање на нивните капацитети, скапи давачки за да почнат или да го прошират бизнисот, странските инвеститори добиваат низа привилегии, субвенции и грантирање од буџетот. И под такви услови, овие фирми се скептични и не се решаваат лесно да влезат и да инвестираат во Македонија поради правната несигурност, целосната партизираност на институциите и се очигледната доминација на власта во бизнис секторот. Дури и според последниот официјален извештај на Државниот завод за ревизија се оценува дека нема контрола врз средствата кои се даваат како буџетски субвенции на странските инвеститори. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во мерките од економската програма предвидува изедначување на домашните со странските инвеститори. Господо од власта, самиот факт дека во приходниот дел од буџетот за 2014 година предвидени се 42 милиони евро од казни, доволно зборува за вашиот однос кон домашните стопанственици. Граѓаните се свесни за вашите погубни политики во државата, а посебно во Источна Македонија. Празните огништа во овој дел од земјата доволно говорат за успешноста на вашите странски гринфилд инвестиции. Во овој дел на Македонија не направивте ама баш ништо, а општото разочарување се обидувате перфидно да го покренете со наводни нови капитални инвестиции. Благодарам.